Селата во Македонија, Смилево. Селото представува значајно место, бидејќи во него е одржан Смилевскиот конгрес и тоа представува родно место на големиот национален деец Даме Груев, еден од основачите и водачите на ВМРО. Името на селото веројатно доаѓа од личното име Смиле, кој е изведено од Смилјан или Смил во 15 век со додавање на присвоената придавка во, со назнака дека тоа село му припаѓа нему. Селото Смилево се наоѓа во областа Ѓаваткол, во крајниот јужен дел на територијата на општина Демир Хисар, чиј атар се издига на планината Бигла. Селото е ридско, на надморска височина од 880 метри. Од патот Демир Хисар Битола, селото е оддалечено малку повеќе од 9 километри. Низ селото поминува Смилевска река. Смилево представува мијачка колонија во Демир Хисарско. Било населено со мијаци кои дошле од мијачијата кон крајот на 18 и почетокот на 19 век, бегајки од големите зулуми и грабежи. Народните кажувања се дека до денешното село постоела брсјачка населба, која била нарекувана Старо Смилево. Доселените мијаци продолжиле да се занимаваат со сточарство, но кога и во новиот крај се појавиле грабежи и несигурност, го оставиле сточарството и се насочиле кон зидарството. Така, селото станало познато со најголеми мајстори во областа. Смилевци активно учествувале во борбите на ВМРО. Селото било местото каде се одржал и познатиот Смилевски конгрес во периодот од 2 до 7 мај 1903 година, на кој било решено да се подигне Илинденското востание во Битолскиот револуционерен округ. За време на востанието, селото било ослободено, но потоа селото е 3 дена разграбувано и опожарено. Вечерта на 27 август 1906 година, селото било нападнато од преку 180 андарти предводени од капетанот Константинос Гутас, кои биле потпомогнати од турското население од околните села Обедник, Кажани и Рамна. Групата започнала со палежи, убивања и грабежи низ селото. Колежот траел цел ден, иако само на 1 час од селото се наоѓал турскиот гарнизон сместен во Копеш. Следниот ден биле информирани конзулите од Битола, кои заедно со 3 англиски новинари дошле во посета на селото. Во колежот биле убиени 15 селани, од кои 3 жени, а 3 биле ранети, од кои 1 жена, и запалени 10 куќи. Во селото Смилево е развиено и занаечиството, па така мештаните одамна се занимавале со зидање на куќи, со преработка на кожа и волна, како и со преработка
и продажба на огревно дрво и ќумур. Смилевци станале познати мајстори и биле ангажирани како ѕидари за многу објекти. Денес во селото работи земјоделска задруга, 2 продавници, 1 мејана, 3 до 4 ѕидари, 1 автошлепер и превозник. Во 1900 година во селото живееле 2200 жители, сите македонски христијани. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 218 жители, од кои 203 македонци, 4 останати и 11 лица без податоци. Главна селска слава во Смилево е Петровден, а се прави и голема прослава на Илинден. Ако некогаш појдете во ова село, можете да ги видите. Старо село, населба од средниот век. Црквата Свети Ѓорѓи, која е главна селска црква. Црквата Свети Петар, манастирска црква. Црквата Свети Димитри, параклис во селото. И Смилевски манастир, кој се наоѓа над селото. Тука се наоѓаат и Света Петка и Света Недела. Параклис. Во селото има и споменик на Даме Груев со спомен парк, изграден во 1963 година. Има споменик за херојските илинденци во селото и споменик во чест на паднатите борци во народно-ослободителната борба.